FM Врева. На радио Слободна Македонија. FM Врева на врновите на радио Слободна Македонија, 5 минути по 15 часот. Дали некогаш, драги луѓе, сте се запрашале зошто продажбата знае да оди некогаш тешко, ако евентуално се занимавате со бизнис кој подразбира и продажба? Која е вистинската причина за успех или пак евентуално за неуспех во продажбата и дали сте свесни за емоциите низ кои поминувате во процесот на продажбата? На овие и на ред други прашања одговори денеска во FM Врева на Слободна Македонија добиваме од Петар Лазаров, консултант за маркетинг, брендинг, продажба, менеджмент, извоз, автор и кособственик на Македонија Експорт. Мојот денешен гостин Петар со своето искуство во развој на македонските брендови и бизнеси се издвојува како еден од ретките предавачи од трета генерација обучувачи кои своето теоретско и практично искуство го пренесува преку свој уникатен став и практичен пристап во реализација на предавањата. Господине Лазаров, Петар или Петар Лазаров, добар ден, добре дојдовте во FM Врева на Слободна Македонија. Ајде да одговараме на вистина интересни прашања. Најнапред, што е тоа емпатична продажба? Па, во секој случај, значи, ние сега пробавме со оваа нова програма која што ја развивме. Баш интересна и нова и уникатна е, затоа што вака и на предавањата им кажувам на луѓето кога видите се она што ќе го видите во книгите, насекаде, без разлика, кој од кај да читате за продажба и така натаму. Сето тоа се однесува на его продажба. Е сега, ова е контра, значи емпатична продажба, бидејќи егото и емпатијата на некој начин се контра. Дали има врска со најголемиот продавач на светот? Се си има врска. Бестселер е тоа. Да, меѓутоа не е така, не е до толку поврзано, ова си се сепак класична, да кажеме, продажба која се тие техники, алатки и така натаму. Меѓутоа овдека повеќе зборуваме од аспект на сега како го објаснуваме, викам, целата таа его продажба во суштина е јас продажба. Значи ние кога тргаме да продаваме, почињаме да мислиме како ние сега тука поише да земеме, да добиеме, да направиме и така натаму. Меѓутоа тоа е краткорочен однос, тоа гради краткорочен однос со нашите клиенти. Во секој случај, сега клиентите во денешно време се многу попредпазливи, многу повнимателни, многу по пребирливи, многу повеќе имаат знаење и така натаму и така натаму. Значи едноставно не можеме ние со нив на некој начин така да се поставиме. И во секој случај, ова емпатичната продажба значи тргање од ти аспект, значи од другата страна. Значи таа продажба не значи јас во продажбата се да земам за себе, нели колку што можам да зграбам, него едноставно ако сме двајцата во тој процес, и ти да добиеш и јас да добијам. Значи едноставно да биде win-win ситуација. Синергија. Точно, за да може да се направи долгорочно партнерство, за да може да се одржат долгорочни врски, бидејќи еден бизнис, една работа или било што и да работите, се базира на лојалност на вашите клиенти, вашите купувачи и така натаму. Така да ако ние ги разочараме нив, ако цело време зимаме за себе на некој начин, добиваме ние повеќе, а они не добиваат автоматски, тоа е прашање само на време кога тоа партнерство ќе се раскине. Ќе се раскине. Господин Лазаров, дали треба да се има исклучително високо EQ, значи не говориме за IQ, за она класична интелигенција, туку дали треба да се има високо ниво на емоционална интелигенција за да се влезе во водите на емпатичната продажба? Емоциите се многу важни во секој случај, значи целата и програмата што ја развиваме ние, на пример, многу зборуваме психологија, многу зборуваме емоции, бидејќи ние можеме да ги знаеме техниките, да бидеме спремни со знаење, со нашите капацитети, меѓутоа емоциите се тие кои што ни прават проблем во животот генерално. Так. Значи не мора само на работа, него и дома, и со пријатели, со така, треба да научиме да ги менаџираме токму нив. Емоционалната писменост во суштина, тоа EQ-то што е начин на како ние да ги менаџираме. Баш тоа беше правиот збор, дека многу луѓе го грешат, мислат контрола на емоции, тоа не е контрола на емоции. Абсолютно. Контрола на емоции е стање под черга и прашањето е кога ќе излезат емоциите од контрол. А правиот збор е менаџирање на или трансформирање на тие емоции, затоа што не е никаков проблем ние да се изнервираме во некоја ситуација. Сега возиме, низ Скопје да возите автомобил е лудило. Рамно на хорор филм. Хорор филм. И сега многу се нервираме и ќе се изнервираме, некој ќе помине, ќе направи. Идејата е ние тоа чувство не е проблем да го добиеме, меѓутоа како да го свртиме во позитивна насока за да повторно се заштитиме сами себе. Ајде една кратка обука за слушателиве.
Тоа би било фантастично да можеше така, например, у неколку минути инстант да... Не можем. Иако живееме во инстант општество каде што нели сите сакаме све сега овде во моментот, поготово е нели менаџирањето на емоциите, емоционалната писменост и тоа е техника. Значи не е ништо што е вродено или не знам што, меѓутоа е техника која што бара работа. Така, апсолутно. Работа на себе. Работа на себе. А тоа е многу долгорочен процес. Тоа е најголемиот нели наш непријател, самите себе. Така е, така. Ако сакам да го победам светот, треба да се победам првен себе си, така се и моја. Тоа е најтешко. Ја се зезам, викам, Тајсон ќе го победите некато ринг, викам, ама себе? Викам, тешко. Ама кој се победил себе си е крал на светот. Питер Лазаров, ајде да позборуваме малку како вие ги реализирате обуките на тема емпатична продажба. Знам дека втората обука која што беше закажана за 17-11, значи е распродадена. Имате трета обука, емпатична продажба. Имаме трета сега во декември на 16. Каде ќе биде реализирана? Како луѓето може да се пријават за да биде дел од оние кои што ќе научат како емпатично да продаваат? Програмата, значи, ја развивме неодамна. Значи, имавме, па мислам дека во 2 недели направивме 2 обуки. Односно сега втората ќе биде на 17-ти, овој четврток во Хотел Порта. Третата ќе биде е закажана на 16-ти, нистата локација, на 16 декември, така да со тоа веќе завршуваме за оваа сезона, меѓутоа и планот е, бидејќи интересот е голем и луѓето баш се задоволни од самата програма. Планираме и во 2017 да продолжиме со уште така уште еден циклус на тој тип на обуки. Да научиме како да ги развиваме вештините што подразбираат продажба, поточно во конкретниот случај емпатична продажба. Зошто тоа треба да се развива? Па видите, значи во секој случај, нели, многу интересно дека 1/3 од светот, од популацијата во светот се во продажба, а не постои на пример факултет за продажба. Тоа е многу интересен факт. И така да секој случај вакви soft skills, нели, обуки, семинари, книги и така натаму се добре дојдени за секој кој што е во таа бранша, во продажбата. Како изгледаат овие обуки, семинари? Дали се реализираат само во еден ден, од сабајле до вечер? Ова програма зависи, нели, зависи од програмата, зависи од кој е концептот. Ова програма ја направивме еден ден да биде и многу интересно, например, во суштина што станува збор. Ние викаме вака, тоа е баш класична директна продажба. Од моментот на сретнување со вашиот клиент, нели, купец потенцијален, и до моментот на, нели, си викаме пријатно чао. И сега тоа е, не знам колку, 15, 20 минути, половина час и така натаму. Сега на обуката ние зборуваме 8 часа, што се случува во тие 15-20 минути. Од нормално со многу помешано со психологија, бидејќи продажбата е психологија. Од аспект на психолошки карактери, значи какви купувачи има, па како да ги препознаеме, па како да пристапиме кон нив, па од аспект на, нели, сите оние чекори, ние ги поминуваме сите чекори низ програмата, меѓутоа се гледа што се емоции, нели, ги имаме ние во самиот тој проаѓаме ние низ самиот тој процес на продажба. Тоа значи 15 на 20 на минути, 15 на 20 на чекори предавате на тие ваши семинари? Дури се тие 4-5 чекори. Ние ги обработуваме 4-5 чекори, што се случуваат во тие 20 минути. Што се случува во тие 20 минути? Првиот чекор значи што? Првиот контакт, например. Првиот контакт. Од претходно, значи продажбата не почнува од кога вие ќе се сретнете првпат со вашиот клиент, него таа почнува уште претходно. Истражувате на интернет, од аспект на истражување, дали било од аспект на подготовка ваша, од аспект на и претходно од аспекти на вашата, нели, знаење, искуство и така натаму и така натаму. Потоа, нели, имаме сам прв контакт, потоа, нели, треба да се, дека ние се зезаме и на самите обуки, викаме, види, продавачи, сега имате една титула, меѓутоа тука ќе се искочите со уште по неколку титули, а една е доктор. Затоа што викаме, ние сме исто како докторите. Значи, не може, кога идете на доктор, вие му кажувате, ме боли овде, симптоми, за да можам да диагностицира и да ви даде решение. Викам, продажбата е исто. Значи, каде што вие морате прво, нели, да го прашате клиентот што сака, како сака, за да знаете што е тоа најдобро, да му го посочите и да му го понудите. Како најдобро, најоригинално и најоптимално се прави еден успешен продажен тим? Со многу работа. Како се работи? Со многу знаење и со многу... Како се гради успешно еден тим? Буквално е тоа, некогаш идеме во компании и ни викаат, сега супер, еве ти го тимот,
10 луѓе, 15 луѓе, 2 дена трае обуката и вика сега, значи, од понеделник парче. Па викам ја да беше така, јас сам себе ќе си ја направив обуката и парче ќе правев. Значи, на тие обуки, например, континуиран процес. Значи, мора да е континуиран процес, не може само дали ќе им се даде една книга на продавачите, па да им се рече ова е најдобрата книга за продажба, прочитајте и веќе од утре фантастично е се. Најголемите трговци на светот стануваат. Така, најголемите трговци, што не е така. Не е така. Значи, мора постојано во континуитет работа. Ние, например, со нашиот тим работиме константно. Идеме на заеднички состаноци, па после ги анализираме тие состаноци, каде можело да биде подобро, каде можело да биде полошо. Па ние самите правиме обуки и семинари, меѓутоа и самите ние често пати одиме, нашите луѓе ги праќаме на други семинари, на обуки со цел за да нели го украдеме максимално знаењето кое што постои. Кога сме кај знаењата, велите традиционалниот начин на продажба веќе не функционира преку јакнење на вашите продажни вештини и техники, вие го јакнете вашето знаење. Меѓутоа, вашите резултати не се повеќе поврзани само со знаењето за поставување на таргети, профилирање на нови контакти, отварање на нови можности. Знаењето не секогаш е доволно за имплементација за остварување на продажба. Тоа во најголем дел е поврзано со емоциите во процесот низ кој поминуваме и со кој се справуваме, односно менаџираме во дадената ситуација со зголемување на бројот на можности. Клиентите се повеќе сакаат да бидат разбрани, да бидат третирани со етика и апсолутно со внимание. Кои се бенефитите кои што ги добиваат сите оние кои што ќе пристапат кон вашата обука, која што прва ќе биде реализирана, кажавме, на 17 ноември, меѓутоа таа е веќе распродадена. Имате уште една обука на тема емпатична продажба во декември месец. Да, на 16 декември е закажана третата. Како беше? Кои се бенефитите? Што ќе добијат оние кои што ќе пристапат кон вашата обука? Па се ние вака им викаме. Дека исти да искочите после таа обука нема, сигурно. Со исти размислувања, со исти ставови. Јас често се зафркавам, на самата обука, викам, дечки, викам, овдека принципот, методологијата на работа е индивидуални вежби, а дискусиите се групни. Добро, тоа значи дека индивидуално работите со секој? Они работат индивидуално секој за себе, бидејќи сепак премемуват за емоции. Добро. И емоциите не можам ја никако, например, да ти кажам ти како да се чувствуваш, како нема шанс. Ама можам да те убедам да се чувствуваш некако? Да, точно, тоа е сега, нели, сепак ти постојат техники на тоа, меѓутоа мок, тоа се игри на мок и така натаму. Меѓутоа идејата е после ова обука, и ќе има и вежби, техники, совети конкретни, меѓутоа идејата многу повеќе и позначајно е менување на некои перцепции. Бидејќи ние, знаете како, прво има однесувањата, тоа се она периферно, тоа што сите го гледаат. Меѓутоа, кој влијае на однесувањата, тоа се емоциите. А кој влијае на емоциите, тоа се вредностите наши. Значи, ние во суштина тој ден кога ќе разговараме за емпатична продажба, зборуваме класично за продажба, за техники и така натаму, меѓутоа повеќе влегуваме во позадина, подлабински и анализираме работите. Зашто така се случува во таа ситуација? Зошто во некоја ситуација имаме стресна ситуација, или имаме проблем, или имаме, не знам, со некој клиент не можеме едноставно да се справиме и така натаму и така натаму. Во суштина ние таму ги анализираме психологијата во позадина зошто тоа така се случува. За да после тоа, значи самиот учесник, да кажеме, со работа и со применување на тие работи, со применување на тие техники, да си ја подобри продажбата. Така. Сега има нешто исто така мощно интересно, кога говориме за фестивали, обично ова го нарекуваме оф програма. Имате оф програма Македонија експорт, покрај тоа што нели држувате овук, исто така имате нешто што се нарекува Tip of the Week. Станува збор всушност за прирачник кој нели во 2 наврати го имате објавено во Република Македонија. Ајде да објасниме што е Tip of the Week. Јас гледам тука нешто мощно интересно, значи имате и сајт, имате и фан страна на Facebook. Да, Tip of the Week е концепт, баш е концепт. Не можам да кажам ниту дека се нели пријачници, книги или нешто текстови, сепак е поише концепт кој што не представува кој сме, што сме ние. Ако ги прочитате, например, 2 прирачника, вие веќе ќе знаете се за нас. Како размислуваме, што размислуваме, какви се нашите ставови, планови и така натаму и така натаму. Идејата почна 2010-та, кога со Калин, партнерот од фирма,
Рековме, зашто да не пробаме, барем дека у Македонија не постоеше, нели така, некој кој што пишува од тие области, маркетинг, продажба, менеджмент и така натаму. И рековме, дај викаме ние, не знам зашто суштина си рековме така, си земавме за право. Тоа е инспиративна акција. Така, инспирирани бевме од неколку наши па учители, да ги наречам ментори, така во продажбата, во маркетингот или која се развивавме ние. И рековме да почнеме наши искуства некако да ги делиме, да ги споделуваме. И почнавме со 2010 со текстчиња кои што ги објавуваме и ден денеска, секој четврток. Така да овој четврток треба да искочи 360-тиот совет, неделен совет, кој што представува, значи 360 четвртока, ние веќе пишуваме текстови. Тоа се кратки, една страна, за да не бидат премногу, нели, за читателите оптоварување. И се теми од секојдневниот живот и работа. Може би, например, сега некоја тема тука ние да се имаме, да дискутираме, да аргументираме и јас да земам да ми биде интересна, да ја земам да ја напишам, да ја развијам и така натаму. 2013 и 2015 ги издадовме првиот и вториот прирачник. 2016 оваа година го издадовме и во Србија. Еден Каков е одгласот од суседна Србија? Па интересен е во секој случај, меѓутоа свативме дека ние мислевме дека дојдовме готово победивме, нели? Меѓутоа не е баш така. Ке треба да си ги засукаме ракавите, да си испотиме убаво и да ги сработиме како што треба работиме. Меѓутоа супер, и да направивме неколку обуки. Ние во суштина оваа емпатична продажба обуката таму ја направивме пар фирми и сега тоа искуство го земавме и го пренесовме тука. Го прилијавте во Македонија. Да. Така, за суштина и тоа и го правиме сега. Гледаме што функционира тука, да пробаме таму да го однесеме, да го развиеме и така натаму. Така да интересно е. По секој случај почеток е, ова пред летото и го издадовме, па се уште нели нормално не запознаваат, не учат и... Интересно ќе биде за слушателите, значи ќе впишате доколку си уште нисте ги лајкнале Типов до Вик на Facebook, апсолутно ќе ја лајкнете фан страната и понатаму имате навистина интересни текстови како што ја расправија. Понатаму нешто што е многу интересно, јас веднаш го читам, како да кажеш не. Да, тоа е последниот текст. Интересни, бидете пример за другите, можна интересни текстови, можна поучни текстови кои што треба секој од нас да ги има во своите предкомори, надкомори, задкомори, како сакате така наречете ги, како да служите еден тим и така натаму. Навистина многу интересни пораки имате, како фокусирајте се на решенијата, не на проблемот, и голем дел од вашите проблеми ќе бидат решени. Една од оние навистина брилјантни мисли. Брилјантен гостин ми бевте денеска, признавам, во ефемврива на Слободна Македонија. Благодарам многу за одвоеното време. Ајде штинаш да ги потсетиме слушателите, може да аплицираат за емпатичната продажба на 16 декември во Скопје. Сега на кој начин може да аплицираат, како може да стапат во контакт со вас? Дали најлесно телефонот да се каже? Повелете, може и телефон, да, може 02 37 27 907 и се вака нас во канцеларија. Кики ќе ги така, Христина, поздрав до неа. Да. Ќе ги удостои со одговори на прашањата. И ќе им објасни се што треба како треба, инаку можете на фан пејџот, преку Типов до Вик, преку нели фирмата, преку било кој начин може да не најдат и да не контактираат, и нас ќе ни биде драго, нели, доколку бидат дел од таа програма. Имате навистина прекрасна енергија, многу драг гостин во ефемврива. Дами и господа, ова беше Петар Лазаров, консултант за маркетинг, брендинг, продажба, менеджмент, извоз, автор и косопственик на Македонија Експорт. 23 по 13 ефемврива до 16 часа и 30 минути заедно со вас на 3x2rsm.mk. Информира и забавува. Создадено како за тебе. Радио Слободна Македонија.